Најпрво кажам дека жалам што премиерот веднаш ја одби средбата пред детално да ја образложам, именно кога разговараме за некои точки, како на пример многу битни од национален консензус, кога сме сите свесни дека треба да го постигнеме, при тоа да сме исто така многу свесни дека живееме во мултинационална и мултикултурна држава, сметам дека на ова прашање треба да се пристапи многу сериозно. Имено очигледно е дека некои работи можеби различно ги читаме, можеби различно ги толкуваме. А ако лебди прашањето, мислењето дека историската комисија може да е пречка во евроинтегративниот процес, на пример после уставните измени, а во протоколот 2 јас сметам дека јасно пишува дека никаде тоа не е услов, туку напротив дека владите ја охрабруваат работата на историската комисија и сите одлуки таму се носат со консензус, значи мора двете страни да се согласат на одлуките пред да продолжат да се разгледуваат следните точки како доаѓаат на дневен ред. Сметам дека треба да седнеме и да разговараме. Сметам дека се многу јасни пораките на председателот на Европскиот совет, на еврокомесарката Каја Калас, дека сега е моментот да ние фатиме чекор со Црна Гора и Албанија, кои што со крупни чекори чекорат напред и очекувањата се дека за период од 2 до 3, максимум 4 години може да се веќе на прагот во Европска унија. Така да тој момент на толкување на протоколите, прво, понатаму еве во јавноста излегува еден предлог од претседателката, можноста да се разговара и за некој нов протокол. Третата работа, да изнајдеме начин да можеби се модифицира работата на историската комисија, да побараме на странски експерти да присуствуваат и да учествуваат во таа работа. Например, луѓе кои што имаат искуства во своите земји на таа тема, Германија со Полска, Германија со Австрија и така натаму. Имаме тука простор што работиме, сметам дека најлошата работа е да не се обидеме ништо да направиме. Така да јас ќе продолжам да апелирам, да бидам конструктивен, да се обидувам да изнаоѓам предлози за кои што би разговарале, меѓутоа ова е работа за која што сепак лидерите на најголемите партии треба да се седнат заедно и тоа овој временски период, пошто очигледно постои расположение сега во Европската унија да се поддржи овој процес, а тоа го гледаме по примерот на Црна Гора и Албанија. Сметам дека секогаш кога има некои проблеми, секогаш кога има нерасчистени прашања, разговорот, дебатата е единствен начин тие да се решат, а сето тоа е во интерес на напредокот на државата, ние тоа им го должиме на граѓаните. И само уште едно прашање за вас, е прифатливо таа идеја првично што ја спомена претседателката Силјановска околу нов протокол како некаков начин можеби за да се реши спорот и блокадата? Иако не знам детали, се што значи подобрување на нашата преговарачка позиција или се што значи откочување на нашиот евроинтегративен пат, јас лично и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го поддржувам.